Да се отстрани оградата на јужната граница и да се пуштат мигрантите слободно да влегуваат во Македонија, предлагаат неколку невладини организации на Сорос. Невладините со писмо до државните институции бараат итно отстранување на оградата која го спречува напливот на бегалци. Бараме оградата да се сруши. Бараме да се прекине со сегрегацијски и дискриминаторски практики кои незаконски ги спречуваат луѓето заглавени на границите да бараат азил по безбеден пат, се вели во писмото подпишано од 16 невладини организации. Интересно е што голем дел од овие организации се наоѓаат и на списокот подписнички на иницијативата за одложување на изборите кои беа закажани за 24 април, која беше упатено до еврокомесарот Хан. Во меѓувреме во Грција се погласно се говори за одговорноста на грчката влада за инцидентите на границата со земјава. Поранишниот вице-премиер и министер за надворешни Теодорос Пангалос отворено ја обвини владата за нелегалниот премин на бегалците од Грција во Македонија. Според него, одговорноста за овонеделниот инцидент е не само на невладините организации кои делеле мапи и стимулирале уривање на оградата, туку и на министрите во владата на Ципрас. Ако се странци, треба Грција да ги избрка од нејзина територија сите странци што водат политика на нашата територија, да ги прибере, да ги стави во авиони и да ги врати од таму од каде дошле, во Данска, Франција, каде и да е од таму од каде што дошле овие луѓе. Но ако се грци, тогаш имаат сериозна кривична одговорност, вели Пангалос. Македонија во изминатите денови презема дополнителни безбедносни мерки за да се спречи нарушувањето на безбедноста и суверенитетот на државата. По седницата на Советот за безбедност, македонскиот државен врв порача да сопре практиката за носење дополнителен број бегалци на јужната граница за да не дојде до нови и поголеми инциденти.